капацитети, индустријски капацитети во однос на 30 милиони средства кои што требалеше согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите да добиеме одговор од страна на премиерот кои институции, односно кои фирми ги има добиено средствата. Сакам да потенцирам што ме збуни, бидејќи сега го добив, затоа сум вака збунета, бидејќи сега го добив одговорот на претеничкото прашање и стварно не можам да се изначудам на првата реченица која што ја прочитав. Која што гласи: ви благодарам на поставеното прашање, иако искрено жалам за несериозноста и тенденциозноста на прашањето, во кое неодговорно искажувате невистини и објаснувања, кои сигурен сум дека не би ги повториле надвор од собраниската говорница со иста леснотија. И затоа сум збунета, бидејќи не знам што јас прашав, за да добијам ваков одговор од премиер на влада, од премиер на држава, председател на влада, какво јас тоа прашање сум поставила, кој што треба да добијам ваква квалификација, во која што да бидам на некој начин квалифицирана дека поставувам не соодветни прашања, а едноставно само барав да добиеме во писмена форма известување по однос на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, кои фирми колку средства добиле. Зарем, почитуван премиер, треба да се оквалификуваат пратениците на ваков начин, ако бараат отчетност од ваша страна, да кажете на граѓаните каде вие, на кои компании сте ги довериле средствата од граѓаните. Не ми е јасно, на вистина. Затоа сум зграната и го читам и не можам да поверувам во првата реченица која што вие имате до мене доставено. Што е толку од моја страна ригорозно што сум прашала, а вие ми одговарате дека тенденциозно било моето прашање. Значи, дел од прашањето кој што го добив, дел од вашиот одговор е во ред, но меѓутоа не ги добив конкретно сите одговори кои што ги барав. Благодарам. И ќе ве молам уште еднаш во писмена форма, доставете ми го одговорот кој што го барам, имиња и презимиња на фирми кои што согласно законот добиле финансиска помош од владата или од други, не знам, други институции од државата, да ми кажете во форма на име и презиме. Извинувам ако може да се докажам, затоа што сега го добив. Веќе ви помина 1 минута. Знам дека ми помина, но немав ни време да го разгледам. Повелете. Добро, нема проблем. Еве барам во писмена форма да ми се доодговори прашањето, да ми биде доставено кои фирми и колку средства добила. Дали сакате да искористите можноста, бидејќи премиерот тука, да поставите веднаш дополнително прашање? Да се Значи барам во писмена форма да ми... И ќе ве молам да се коригира во идниот пат. Значи, вакви работи пратениците да ќе поставуваат на вистина интригантни прашања, но не сме на ваков начин да ми одговара. Уште еднаш, председател на владата, да доставите одговор на нејзиното прашање. Иако не е деловничко, но сепак еве премиерот одговори дека ќе ви достави уште еднаш на вашето дополнително барање, дополнителен одговор. Ја молам пратеничката Лилјана Затуровска да се произнесе по одговорот добиен од председателот на владата на Република Северна Македонија на прашањето што се однесува на стопанисвањето со детското одмаралиште Мајски цвет во Струга, односно согласно член 42 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително прашање во трајање од 3 минути. Има збор пратеничката Лилјана Затуровска. Повелете. Ви благодарам, почитуван председавач. Благодарам, почитуван председател на владата, за одговорот на ова пратеничко прашање, затоа што дел од дилемите кои што ги имаше во јавноста во Струга на некој начин се расчистија, и тоа верувам бидејќи вие превзедовте иницијатива, во спротивност на тоа секако ќе ги немавме овие одговори кои беа затаени во институциите, во Министерството за труд и социјална политика и другите институции, сега да не ги набројувам. Добив одговор дека со одлука на владата на Република Македонија во периодот од 6.2.2018 година
Министерството за труд и социјална политика му се дадени на Министерството во трајно користење недвижните ствари, простори во зграда број 1, кои што се наоѓаат на улица Партизанска број 1 Струга. Тоа фактички е детското одморалиште Мајски цвет Струга. Исто така, согласно информациите кои што ги имам добиено, Рекреативниот центар за деца и младински Мајски цвет 2010 ДОЕЛ Струга бесправно го користи просторот, односно дел од објектот приземје и 2 ката, кој што се однесува на детското одморалиште Мајски цвет Струга, а кој што со одлука на влада нели е даден на трајно користење на Министерството на труд и социјална политика. Од тие причини пак Министерството за труд и социјална политика до Рекреативниот центар достави опомена пред тужба со датум од 16.10.2018 година, со кој што бара од Рекреативниот центар во рок од 30 дена да го испразни објектот од луѓе и ствари кои што се собственост на Рекреативниот центар и истиот да го предаде во владење на Министерството. До ден денес Министерството констатирано дека ова не е направено, што значи повторно фрла сомнеш дека скоро една година ова до Мајски цвет 2010 ДОЕЛ Струга си го користи објектот, односно приземје и 2 ката од објектот и ги стопанисува уште скоро година и половина од моментот кога е донесена одлуката од Министерството за труд и социјална политика. Значи, година и половина тој што го стопанисува со ова ДОЕЛ друштво, ДОЕЛ Мајски цвет 2010 ДОЕЛ Струга, значи си користи на грб на државата и си остварува дополнителни средства без да му дава отчет буквално на било кого. Така да сметам дека до крај ќе се заврши, почитуван председател на владата, оваа работа и конкретно ќе се санкционира сите овие аномалии кои што на ваков начин ги доставуваат граѓаните од Република Македонија. Очигледно дека институциите си затајле во извршувањето на своите надлежности. Ја сакам да се заблагодарам на одговорот и сметам дека ова ситуација на крај ќе биде завршена. Ви благодарам.